во базата на специјалната антитерористичка единица Тигар и заедно да одбележиме 42 години од нејзиното формирање. Специјалната антитерористичка единица Тигар е формирана на денешен ден 1981 година. Од нејзиното формирање до денес, врз основа на искуствата и пренесените знаења од многу генерации, единицата континуирано се развиваше и усовршуваше, поминувајќи низ повеќе трансформации и реорганизации, што денес со гордост можеме да кажеме дека прерасна во модерна и високо обучена формација која представува значаен сегмент од безбедносниот систем на државата. Денес со задоволство можам да истакнам дека специјалната антитерористичка единица Тигар е синоним за храброст, посветеност и подготвеност за успешно справување и извршување задачите во поглед на обезбедување на мирот и безбедната на нашата држава и на сите нејзини граѓани. Како членка на НАТО, борбата против тероризмот и насилниот екстремизам и заштитата на националната безбедност се во врвот на приоритетите на нашата држава, а специјалната антитерористичка единица е еден од гарантите на овој приоритет. Високото ниво на професионалност, стручност, обученост, мотивираност и пред се храброст се вредности кои ги красат припадниците на единицата при извршување на најсложените задачи. Меѓутоа, овие задачи многу често се високоризични, непредвидливи и крајно опасни. 7 припадници на специјалната антитерористичка единица Тигар вршејќи својата должност, штитејќи го уставниот поредок, мирот и безбедноста, ги загубија своите животи. Ова е огромна загуба за секој од нас, а спомено за нивното дело и жртвата што ја дадоа ќе живее за секогаш. Тие живеат во срцата и спомените на сите припадници на нашата единица, бидејќи како што вели слоганот испишан на спомен плочата подигната во нивна чест, сите даваме по нешто, но некои, односно токму тие, дадоа се. Тие се синоним за пожртвуваност и храброст и пример за сегашните и идни генерации. Тие се наши херои и никогаш нема да биде заборавени. Би сакал да искористам оваа прилика да изразам благодарност на раководството на Министерството за внатрешни работи, бидејќи од првиот момент го препозна значењето на специјалната антитерористичка единица Тигар, па вложувањето во неа е неизоставен дел од приоритетите на нашето министерство во континуитет. Така изминатава година и покрај големата економска криза, раководството на Министерството за внатрешни работи изнајде начини и средства за реализација на повеќе проекти, меѓу кои подобрување на условите за работа и престој во единицата преку санација и реновирање на нејзини делови, при што поголем дел од градежните работи се комплетно завршени, а дел е во завршна фаза. Набавени се нови специализирани комби возила, кои упадните и другите специализирани тимови ги користат при извршување на најразлични задачи. Се изврши доопремување на полигоните за обука преку набавка и монтирање на вагони, односно елементи од тубуларни системи. Набавена е голема количина на муниција од сите калибри на оружја со кои располага единицата, со што ќе ги интензивираме тренизите и ќе го држиме високото ниво на подготвеност. Во делот на подмладување и надополнување на единицата спроведовме селективен курс за избор на нови припадници, кои после 8 месеци посветена работа успешно го завршија само 11 полициски службеници и заслужено го добија амблемот на единицата. Во поглед на обуката, изминатава година, покрај обуките кои ги реализиравме врз основа на зацртаните планови и програми, единицата учествуваше на голем број обуки, семинари и размена на искуства во земјава и во странство. Во нашава држава беа реализирани следниве: обука на тема деминирање со обучувачи од Националната гарда на Вермонт од Соединетите Американски држави, семинар за тактичко планирање и пропорционална употреба на сила со предавачи од армијата на Соединетите Американски држави, обука на тема спасување на непристапен терен со експерти од Американската воена школа за планинско спасување, обука на тема блиска борба во урбана средина со специјалните сили на армијата на Соединетите Американски држави, зелените баретки, заедничка обука и размена на искуства со специјалниот одред за борба против тероризмот од Република Бугарија и со специјалната антитерористичка единица УРНА од Република Чешка. Надвор од нашата држава, единицата учествуваше на следниве семинари, обуки и конференции:
преговарачка конференција која се одржа во Готеница, Република Словенија, семинар на тема преговори кој се одржа во Атина, Република Грција. Повторно, заедничка обука и размена искуства со специјалниот одред за борба против тероризмот, овој пат реализирана во Република Бугарија, и заедничка обука и размена искуства со специјалната антитерористичка единица ЕКАМ реализирана во Република Грција. Обука на тема антисеминизам и глобален тероризам реализирана во Република Израел. За време на овие семинари и обуки, при размена на искуствата во поглед на тактиките, техниките и методите на работа, се покажа дека специјалната антитерористичка единица Тигар е компатибилна со сродните антитерористички единици од другите европски држави, што ја прави рамноправен партнер при зачувување на безбедноста на домашно, регионално и меѓународно ниво. Покрај ова, единицата во текот на 2022 година учествуваше во реализација на повеќе оперативно-тактички вежби, меѓу кои би ги издвоил следниве. Оперативно-тактичка вежба Пролет 2022 реализирана во спортскиот центар Борис Трајковски во Скопје. Оперативно-тактичка вежба Перон 2022 реализирана во касарната Илинден во Скопје. Оперативно-тактичка вежба Харпун 2022 реализирана во Охрид. Оперативно-тактичка вежба во склоп на проектот К9 под покровителство на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Неколку вежби со различни сценарија реализирани со амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје и персоналот на нејзиното обезбедување. Дозволете ми да истакнам дека во текот на изминатава година специјалната антитерористичка единица Тигар во соработка и координација со другите оддели и сектори од Бирото за јавна безбедност и Министерството за внатрешни работи реализираше голем број на задачи и операции за сузбивање на организирани криминални групи, при што беа запленети големи количини на наркотични средства, оружје и муниција, а при тоа голем број на лица беа лишени од слобода, меѓу кои и лица барани под домашни и меѓународни потерници. При тоа, покрај извршените задачи насочени кон сузбивање на организираниот криминал и тероризмот, единицата учествуваше во спасувачки операции, во екстерни услови на водени површини и на тешко пристапен терен во планински предели, како и активности за пребарување на исчезнати лица. Почитувани, денес живееме во време на бројни закани и многу предизвици. Во насока на заштита на уставниот поредок, мирот и безбедноста и борбата против тероризмот и организираниот криминал, да нагласам дека во периодот што следи, преку интензивна обука и напорни тренинзи, ќе тежнееме да одржиме високо ниво на обученост и подготвеност, се со цел професионално, брзо, енергично и во склад со законските прописи и норми да ги изведеме пред лицето на правдата сите оние што ќе се ограшат на законот. При тоа, правејќи го нашето општество побезбедно и подобро место за живење на сите наши граѓани. На крајот, ценети и почитувани гости, уште еднаш ви се заблагодарувам за вашето присуство, а на сите сегашни и поранешни припадници ви го честитам денот на единицата. Нека е честит и вековит денот на специјалната антитерористичка единица Тигар. Ви благодарам.